Мајсторството на професорите е да се измислуваат кованици кои за да бидат поинтересни никој нема да успее да ги разбере. Еден од нив на маестрален начин конструира состојба и дефиниција за две работи одеднаш, спојувајќи без никаква логика познати фрази за камелеонството кое предполага вртење од таму каде што дува ветрот и за сигурноста и за лежерноста, чија асоциација е накривувањето на капата. Видите, поголемиот дел од нив одат се вртат главата, знаете како викат капата му се врти таму кај што дува ветерот. Ако капата се сврти кон ветрот, тогаш таа сигурно ќе одлета од главата. Услови кога земјата е на политичка ветрометина, реално е опасноста дека различните струења во јавноста, наместо конструктивна атмосфера, ќе придонесат тоа што се наоѓа под капата да биде тотално шашардисано. Зошто не им кажавте дека стратешката цел на ВМРО-ДПМН не е Европска унија и НАТО? Зошто се негира? Господа, се слушаме. Нели за договорот ќе зборувавте, Александар? За договорот На секое прашање имате нов одговор. Скопјаните не треба да мислат дека Грција е западот да одат во желба. Јас би сакала однос на договорот. Не, во однос на договорот јас сега треба да кажам. Првата теза на Александар Николовски беше дека Ако е целта да ги Господа, ако е целта да ги збуните граѓаните, се надевам дека успеавте во овој момент. Јавноста не ја збунуваат само непродуктивните вербални дуели, туку и чудните аргументи со кои се бранат проет контра тезите. Особено оние кои што в раце ги имаат сите средства за да го спроведат тоа што се бара од нив, ама признавајќи дека не сакаат да ги користат, очекуваат некој друг, во нивно име, па дури и за нивна сметка, да ги стави во функција. Ни треба камшикар. Ни треба некој од ЕО и НАТО да дојде овде и малку да не подсреди. Сите од мене на чело, па надоле сите. Склоноста кон екзибиционизам изгледа станува политички мейнстрим, па шоуто кое ни се приредува веќе почнува да се граничи со добриот вкус. Политичката сцена наместо со ставови аргументи е пребукирана од аматерска театралност, поетска патетика и паѓање клекум, кој наликува на се, само не на драматично најавената понисност. Ако председателот и лидерот не клекне пред луѓето кои што ја следат каузата и идејата за Република Македонија и за независна Република Македонија, тогаш не ја заслужува нивната доверба. Ова навидум сериозна порака не е ништо друго освен памфлет со кој се манифестира политички егоизам, бидејќи тој што клекнува треба да ја покаже својата покорност, а не со кренати раце да го прославува гестот и овациите кои тој ги предизвикал. Слична е состојбата и со оние кои забележуваат на дефилирањето на светски политичари кои денови ја окупираа Македонија. Во неможност да најдат адекватен одговор и во недостиг на авторитети од таков карактер, тие се приморани, гласно, торжествено и лажно, да ги прикажуваат како такви државници, скапоплатените советници на ВМРО-ДПМН и на Груевски. Джейсон Мико, македонски сенатор, кој од Соединетите Американски држави допатува во Македонија за да ја сподели љубовта со македонците. Господине Мико, вртителу македонски, повелете! И на крајот, за оние што навистина сакаат да ја довардат Македонија. Односно, ако се отниеш кои се против договорот, се навистина мнозинство, тогаш немаат потреба да бойкотираат. Ако се навистина мнозинство, може да излезат и да го победат договорот на референдум. Единствената логика во бојкотот е, ако знаете дека сте малцинство, па го користите бојкотот како малцинство, да го спречите мнозинството да ја спроведе сопствената одлука. Камшикот постојано треба да игра, како што и политичарите се безусловно должни да им се подчинуваат на граѓаните. Едното се прави тогаш кога таа не се почитува, а другото кога таа се уважува. Одлуката на граѓаните.